Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Случајот со спомениците од Скопје 2014 е последен во низата судски предмети кои покажуваат дека ДПМН не е ништо друго освен криминална партија. Никола Груевски, Зоран Ставревски, Елизабета Канчевска-Милевска, Виолета Аларова, Владимир Тодоровиќ се само дел од лицата обвинети во последниот судски предмет Феникс. Овие лица, преку мега криминалниот проект Скопје 2014, се товарат дека проневериле околу 16 милиони евра народни пари за поставување на споменици на историски личности. Ете го патриотизмот на ДПМН на дело. Незаконски се богателе преку спомениците на Гоце Делчев, на Александар Македонски, на Гимиџиите и цар Самуил. Случајот со спомениците од проектот Скопје 2014 е само последниот од низата предмети што се прокренати против ДПМН, единствената партија во Европа што има конфискуван имот за кој со судска пресуда е докажано дека е нелегално стекнат. И додека ДПМН ги прозива независните судски институции, јавноста се уште очекува епилог од предметот Делчевски ниви, каде се вмешани блиски соработници на Мицкоски. Во пратеничките редови на ДПМН се уште се и обвинетите Игор Јанушев и Антонио Милошовски, за чии предмети исто така се очекува епилог. Обкружен со криминални ликови и осудени лица, седејќи во криминално стекнат имот, Христијан Мицкоски, ако барем има малку доблес, тогаш ќе поднесе оставка од челната позиција на ДПМН. Доколку не го стори тоа, Мицкоски уште еднаш ќе покаже дека е посветен на одбраната на криминалот и криминалците во своите редови. Ви благодарам.